Драги слушатели, сведоштвото што сакам да го споделам се оствари според Божиот план и волја и го споделувам со голема радост во срцето. Ова сведоштво потврдува дека нашиот Бог, нашиот Татко Небесен, е жив и се остварува Словото, силата на секој пишан збор во Светото Писмо. Се е можно, само со нашиот жив Бог, нашиот Татко Небесен, со неговата љубов и милост. Пред година и пол застанав пред Господ Исус Христос и го прифатив како единствен мој Господ и Спасител. Телото ми беше многу кревко, слабо, во духовна и здравствена смисла. Со голема вера во Господ Исус Христос му ги предадов сите болести кои ги имав, висок крвен притисок, кој не се спушташе од 200-210 со 120. Запушени крвни садови на срцето кое веќе беше стентирано, запушена кариотида 75%, тиреоидната жлезда со 2 цисти и тумор, бубрезите со многу цисти и камења, окото со проблем на рожницата. За краток период, благодарение на милоста и волјата Исусова, крвниот притисок се нормализира на 120 со 75. Функциите на срцето се стабилизираа, исто така и бубрезите, сите камчињата и цистите кои што беа, дел од нив без терапија исчезна. А врз очите Исус интервенираше на чудесен начин, ги исцели комплетно, дури им ја намали диоптријата. Научев дека болестите се демони, но со дар на вера, покајување и простување се изгонуваат од нас. Слава на Господ Исус Христос, кој е нашиот доктор, спасител, интервенира и во состојби на болести за кои медицината вели нема лек, нема одговор, нема објаснување. Така беше и случајот и во моето сведоштво на исцелување. Пред една седмица бев на специјалистичка контрола, проверка. Мојот специјалист небесен Исус направил чуда со моето тело, ги обновил сите органи за слава Исусова. Докторот кажа дека срцето е во најдобра функција. Нема запушување на крвните садови. Притисокот е како по книга. Во бубрезите нема веќе камчиња и од 7 цисти нема ниту една, а туморот на тироидната жлезда веќе ја нема. Со голема радост и чудење 2 пати проверуваше докторот. Бидејќи не земав лекарства ниту за бубрезите и туморот, докторот ме праша како е можно, дали земаш нешто по своја иницијатива, за да им препорачам на пациентите со иста дијагноза. Му сведоче со голема радост за Исус, дека е жив и тој ме исцели. Со него можам се. Бог е љубов, а љубовта има чудна моќ. Затоа има божествено потекло. Се му предавам на Исус. Телото, умот, срцето, семејството, имотот, се што имам. Грижите, болестите кои не припаѓаат на Исусов војник, Исусов слуга. Не треба да бидеме болни. Направи преобразба на телото, кој од робство на демоните на болести премина во слобода, здраво тело и орган. Ти благодарам, Отче, Татко Небесен, што го исцели Христовото тело. Сите органи од гревот станаа органи на Твојата праведност. Драги слушатели, никој пат не губете надеж. Во светот има победа и загуба, но во Исуса има само победа. Исус ја победи смртта, сатаната и ни подари живот. Пред да се сними сведоштвото, настанаат чудесни случувања, демонски влијанија, спречување. Ми се исклучуваше телефонот без причина. Кога почнував да снимам, телефонот сам се рестартираше. Ќе го снимев сведоштвото, но после во апликацијата снимката беше наполу или снимката веќе не се слушаше глас. Освен со пречки во техниката, се поплави купатилото, кршење на предмети и со други неприродни влијанија, но Исусов војник
Исусов сотрудник не се плаши од сите закани на лукавиот, кој ме спречуваше да сведочам, да разгласам за вистината, за Исус. Никој не може да ми одземе радоста и љубовта Исусова. Во љубовта нема страв, љубовта е Исус. Само Господ Исус Христос спасува и исцелува. Драги слушатели, браќа и сестри, во Светото писмо во Коринќаните 2:9 се вели: Она што око не видело, уво не чуло, ниту на човек на ум му дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. Токму така, јас сум Елена Чагоровска, ќерка Исусова, за слава Исусова. Амин.